вечер. Јас сум Маја Јовановска, а вие гледате Проверено на телевизија 24. Тема е бизнисот со марихуана. Еве што ќе гледате во вечерашното издание. Македонија е 14-та европска држава која дозволи легализација на марихуаната во медицински цели. Проверено анализираше кој ќе ги сади плантажите со марихуана во бизнисот вреден 100 милиони евра годишно. Бодигарди, доктори, бизнисмени и странци, дел контроверзни, дел просто непознати. Ова се луѓето кои ќе грабнат дел од колачот вреден стотици милиони евра. Помеѓу лиценцираните се и братучедите на премиерот Зоран Заев, трговија со влијание или само бизнис. Во Проверено ексклузивно зборува премиерот Заев. Там си создавате стапица и замка да бидете мета на критики кога велите семејните фирми. Немам а што вие да кријам. немате врска со Немам што да кријам во тие фирми. Значи, ако кажам дека тоа е капитал на брат ми, на братучедот Трајче, на братучедот Бобан или другите братучеди, што ќе ме направи помалку одговорен ако они нешто работат јавно, нема да ме направи помалку одговорен. Груевски почна прв. Владата на Заев продолжи да дели лиценци. По лињата со марихуана за медицинска употреба веќе се садат. Досега се поделени 7 дозволи, а во процедура се уште 2. Кој се доби лиценца и што знаеме и не знаеме за овој атрактивен бизнис, од кој секој сака да грабне парче. Пред 2 години Македонија стана 14-та земја во Европа која ја легализираше марихуаната за медицински цели. Се донесе закон со кој во Македонија се овозможи одгледување на канабис, од кој ќе се произведува лековитото масло. Тогашниот премиер Никола Груевски и неговите приврзаници за своите критичари често го потребуваа зборот наркомани, покрај оној стандардниот предавници. Но кога стануваше збор за парите и бизнисот, Груевски секогаш имаше поотворен ум. Се пофали дека на оваа промена мислел уште во 2013-та на едно од своите роуд-шоуа во Бостон. Првите лиценци се делеа среде политичка криза, а последната поделена од Тодоров е на 25 април 2017-та или 2 дена пред крвавиот четврток. Тие двајца отвораа дури и странски инвестиции. Ја отворија првата фабрика за производство на медицински канабис на местото на старата пропадната фабрика Охис во 2017-та. Сомнежите беа дека зад наводниот странски капитал стои добро познат и добро поврзан домашен бизнисмен. Бодигарди, доктори, бизнисмени и странци, дел контроверзни, дел просто непознати. Ова се луѓето кои ќе грабнат дел од колачот вреден стотици милиони евра. А како се добива лиценца? Лиценците за одгледување на канабис и производство на масло ги издава Министерството за здравство, но конечниот збор го има владата. Условите за добивање на лиценца се строги и може да ги исполни само некој со подлабок джеб. За да се добие лиценца за производство на канабис за медицински цели, секој потенцијален инвеститор е потребно да има регистрирано најправен фирма или да биде регистриран во централен регистер, а покрај тој документ потребно е да поседува соодветен простор, да има соодветна опрема и кадар кој што одговара на условите дадени во Законот за контрола на опойни дроги и психотропни супстанции. Првата лиценца ја издаде власта на ВМРО ДПМН, а ја доби фирмата НЈСК Холдинг. Регистрирана е во Скопје во 2016-та, а прв собственик беше Владимир Кескоски, управител Златко Кескоски, поранешен бодигард на претседателот Борис Трајковски. Една година потоа, фирмата ја купува Фаланга Холдингс ЛЛЦ од САД. При крај на истата година, дополнително влегува уште една американска фирма, Malibu Capital Coalition. Но од собствеништвото исчезнуваат браќата Кесковски. Според најновите промени во Централниот регистер, денеска единствен собственик на оваа компанија е американската Phalanx Holding со влог од 1.130.000 долари. Иако тие први делеа лиценција за една фирма која денеска ја превзема семејството Заеви, беше поврзана со Љубисав Иванов Дзинго, ВМРО ДПМН сега се жалат дека постојат сомнежи за злоупотреби на законот. Законот за легализација на производство на канабис за медицински цели е донесен во 2016 година. Јас колку што знам, примерна цел на овој закон кога се носеше беше да се привлечат големи странски компании од фармацевските брендови
кои што би влегле во земјата и би учествувале во производство на овие средства, овие субстанции и потоа би ги користеле би се користеле за медицински цели. Сега, после 2 години ние сме сведоци дека практично се регистрирани и се доделени лиценци на одредени компании кои што претходно ги имале, ги производувале, но се одредени компании и кои што се со неголемо значење, со неголем капитал, неголеми и непознати во светски ранг. Така да сметам дека доделувањето на лиценци и стварањето на услови, создавањето на услови за привлекување на посериозни брендови и посериозни фармацевски компании од типот на оние кои што се навистина познати, би требало понатаму да се направат вистински дополнителни напори за да тоа се направи. Сегашниот премиер Зоран Заев не погреши кога рече дека од овој закон очекува да се раздвижи пазарот во Македонија. Но две од компаниите, од кои една во процедура, а една со добиена лиценца, се токму на неговите братучеди Заеви. Едната фирма е компанијата МАМ, другата е Фарма Медика Канабис, која е во процедура. Ако Фарма Медика добие амин од Министерството за здравство, добивката со Заеви ќе ја делат и штипскиот бизнисмен Слави Ивановски, познат како Славе Оаза, уште една фирма и двајца други содружници. Славе Оаза има и уште една лиценцирана компанија за производство на марихуана, Оаза Алкалоиди ДОО Штип, а неговиот син Ангел Ивановски се јавува како управител. Ивановски првично вложува најмногу, односно 52.000 евра. На крај им се приклучува и бугарската компанија Кана Консалт Доел. Истиот ден кога Оаза Алкалоиди добива лиценца, на владината седница поминува уште една компанија, Каба Хербал, фирма во која инвестира полски капитал. Емилија Котевска-Аврамчева е управителка и собственичка. Друштвото кој го слави пушењето на марихуана Medical 420 Битола е уште едно на листата лиценцирани производители. Собственици се еден српски државјанин и двајца битолчани, од кои едниот, Тони Гашевски, се јавува како управител. Лиценцирани се на 28 декември минатата година. Една недела пред нив, 5 Letters ДОО Одесен поминува на владина седница. Дипломираниот агент по осигурување Зоран Јаневски, во малото нарекуван Бербер, става потпис како собственик и управител на ова друштво со мешовит капитал. Ресенската фирма се наоѓа во селото Алдинци, а има и кособственикот САД, извесен Крис Алан Свафер. Министерството за здравство, кое е задолжено за контрола на лиценцираните компании, вели дека немало пропусти во работата досега, а критериумите биле прилично строги. Секој сака дел од колачот од бизнисот вреден стотици милиони евра. Но што кога од него ќе се послужи и семејството на премиерот? Како и кога Заеви стануваат лиценцирани производители? Погледнете во прилогот. Кои се лиценцираните производители на марихуана? Темата е жешка уште од денот кога законот овозможи одгледување на овој пејат за медицински цели. Но кога роднините на премиерот ќе станат лиценцирани производители, тогаш темата е уште пожешка. Заеви станаа лиценцирани со една плантажа, а чекаат одобрение за уште една. Една од фирмите што има лиценца за одгледување на марихуана е МАМ од Свети Николе. Дозволата е од 25 април минатата година, во време кога фирмата била во собственост на Зоран Дудевски од Скопје, заедно со словенечки партнер Тилен Рейнхард. Лиценцата била издадена со подпис на тогашниот вице-премиер Никола Тодоров, во деновите кога се одбројуваше заминувањето на власта предводена од ВМРО ДПМН. Зоран Дудевски е близок соработник на собственикот на Сител телевизија Горан Иванов. Тој беше извршен продуцент во Сител, а истовремено формално беше и собственик на телевизијата Сител 3. Дудевски лани имаше големи планови со овој бизнис и ги најави првите насади со канабис. Но наместо тој, марихуана на неговата оранжерија во Овчеполе ќе одгледува Трајче Заев, прв братучет на премиерот Зоран Заев. Прва кажа претеничката на ВМРО ДПМН е Благица Ласовска, која на последната седница за претенички прашања побара премиерот да одговори дали е вистина дека неговиот братучет ја купил фирмата МАМ од Свети Николе. Заев ја потврди информацијата и објасни дека нов собственик на МАМ е компанијата Еленица од Струмица, со партнер од фирмата Фрейхер од Словенија, која што има своја фабрика за масло во Германија и Полска.
Сето тоа е секако дејност согласно законот кој што претходната власт го донесе за производство на масло од канабис или лек од канабис, кој што е добар закон. Имаше издадено само една лиценца, оваа влада издаде уште 7 лиценци, некои 4-5 се во процедура да бидат издадени. Јас сум лично поддржувач на ваквите работи, заради тоа што од производството на лек од канабис очекуваме 100 милиони евра бруто домашен производ на државата. Акционерското друштво Еленица, која што ја купи МАМ, е фирма за производство на градежни материјали, а според документите од Централниот регистар, генерален директор и председател на управниот одбор е братучетот на премиерот Трајче Заев. Во надзорниот одбор се Катерина Бојовик Заева, исто така прва братучетка на премиерот, како и Маријан Митев и Панчо Патаров. Во управниот одбор покрај Трајче Заев е и братот на премиерот Вице Заев, како и Митко Димитровски. По писмениот одговор за проверено, Трајче Заев објасни дека во време кога ја преземале фирмата, МАМ била на должнички список во банка и ги исплатиле сите долгови. Истовремено тој и партнерите наследили добиената лиценца, која според Трајче Заев била и една од причините за купување на МАМ. Братучетот на премиерот вели дека откако ја презеле фирмата, бројот на вработени е зголемен и се движи околу 30 на лица, а планираат да го дуплираат бројот до крајот на годината. Трајче Заев рече дека не може конкретно да одговори колкава е досегашната инвестиција во МАМ, но колку пари се вложени во детали одговори премиерот во собранија. Инвестициите во оранжеријата немаат конечна сума, бидејќи просторот уште се спрема и адаптира да одговори на највисоките светски стандарди за одгледување на медицински канабис. Нашата цел е оранжеријата да ја адаптираме во хибриден простор за одгледување на медицински канабис. Во таа насока имаме ангажирани експерти од Холандија, по чии дизајн и насоки продолжуваме со адаптациите, односно инвестициите. Можам да ви кажам дека ова е само мал дел од инвестициите кои се планирани, бидејќи наша визија е да имаме наша лабораторија, наш пункт за екстрахирање, пакување и финален продукт, кој што ќе биде прифатен и на ниво на сите светски стандарди. Трајче Заев одговори на сите прашања на проверено, но не дозволи снимање на насадите, бидејќи биле под карантин и не бил дозволен пристап на надворешни лица. Но не е само МАМ. Братучедите на премиерот имат уште една фирма за одгледување на растенија за фармацевтска употреба, а тоа е Фарма Медика Канабис од Валандово, формирана лани на 5 јули. Оваа фирма, според Министерството за здравство, е во процедура на разгледување за добивање на лиценца. Собственици се Трајче Заев, Катерина Бојовик Заева, Бобан Заев, сите блиски родини на премиерот Заев, заедно со бизнисменот Славе Ивановски од Штип и фирмата Монолит Груп, исто така од Штип. Еден од собствениците е албански државјанин Џулијано Кулау. Имотната состојба на премиерот Заев, уште од времето кога беше пратеник на опозицијата, е речиси непроминета. Односно, тој не поседува никаков недвижен имот на негово име и за неговото најблиско семејство знае да каже дека спаѓа во средната класа. Во неговиот актуелен анкетен лист има наведено имот на родители, деловен простор, куќа, стан, земјоделско земјиште и акции во вкупна вредност од 600.000 евра. Како личен имот има само побарување по основ на даден заем од 70.000 евра, имот на сопругата и децата во форма на орочени депозити во банка во вкупен износ од 34.000 евра. Зоран Заев е активен во политиката уште од 2003 година, кога стана пратеник во парламентот, но себе си и до ден денес се представува како бизнисмен и стопанственик. Јас сум деловен човек кој што доаѓа од деловната заедница. Лично, пред да станам политичар, бев комерцијален директор на моите семејни фирми кои што вработуваат 820 луѓе, така да го знам бизнисот од самата суштина на своето функционирање. Неговото семејство важи за една од најбогатите во Струмица, кој поседува неколку фабрики и фирми. Со подпис на Заеви е и брендот Мамас, ајворот кој се продава низ целиот свет и на кој Зоран Заев особено горд. Во собственичката структура и на оваа фирма не фигурира премиерот, туку Трајче и Бобан Заеви и Катерина Бојович Заева. Но кога тој зборува за успесите на фирмите во собственост на неговата фамилија, вели ние, нас, нашите. Не е етичко да го ставам министер Трајче Заев. И не може да го ставам. Не е етичко да го вработам него или некој од моето семејство. Долги години сум на позиции да управам институции. Немаат право Заеви да работат. Ама имаат право приватниот бизнис да го терат, посебно таму каде што нема допирни точки со држава. Немаме намера стварно тулите, Мамасот
не знам другите производи да ги затвориме, заради тоа што таму работат работници, дават плати, плаќаат даноци и тоа така функционира. Фирмите поврзани со семејството на Заев во време на владењето на ВМРО ДПМН постојано беа на удар на медиумите под контрола на екс-премиерот Никола Груевски. Тој како пратеник, а потоа и градоначалник и лидер на опозицијска партија беше мета на тогашната власт и постојано му правеа пресметки колку милиони евра свртеле фирмите на Заеви. Дали премиерот е навистина богат, ако се суди по бизнисите на семејството, или пак Заев живее само од неговата премиерска плата од 79.000 денари. Ако функционерот, да речеме, еден избрано или именувано лице, ако има влијание, тоа одма е директно во конфликт, значи има корупција тука. Спрочем, и дефиницијата на нашиот закон е тоа. Ако било кој функционер, избрано или именувано лице, има влијание или го злоупотреба својата функција за било каква да е корист, тоа е дефиницијата на корупцијата према нашиот закон. Значи, тоа треба да го гледа. Не верувам дека премиерот Заев ова не го знае. Впрочем, тој е функционер одавна, што знам, од негде 2000-та година или покасно малку, додека стапи во сила законот за спречување на корупцијата. Па нашата заложба е сите луѓе што вршат јавни функции да го пријавуваат свој имот. Тука нема ама апсолутно никој да се оземе од таа обврска, законска обврска што би. Денес Зоран Заев е премиер, има влијание, моќ и огромна одговорност. Па секое споменување на бизнисите на неговите најблиски, кога тие се поврзуваат со државни институции, оди лично на негова штета, но и на целата влада. Борбата против корупцијата беше заштитен знак на СДСМ во време кога беше во опозиција и кога се залагаше за владење на правото. Сите ги паметиме пресовите на кои се критикуваше така наречената фамилија на братучедите Груевски и Мијалков, кои пенетрираа во купишта бизниси. Сега имаме нов премиер, нови братучеди, нови бизниси. Има ли трговија со влијание и злоупотреба на моќ? На овие прашања и на многу други одговара премиерот Заев во интервју со Билјана Секуловска. Обвинувањата на лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицовски, беа демантирани од вашиот брат, Вица Заев, околу учеството на Total Engineering во РЕК Битола. Дали тоа значи дека фирмите на семејните фирми повеќе нема да аплицираат на тендери, нема да имаат никакви врски со државните фирми? Во суштина е тоа така, јас дури на едно прашање го повторив. Дури да видат подизведувачи на фирми кои што аплицираат на тендери како главни изведувачи, еве подизведувач да биде нешто што е во сопственост на Заеви, како ќе го објасним? Тоа беше причината пред 2 месеци дома семејството, бев присутен и јас, да донесеме одлука тоа што работи јавни работи или е поврзано некој со јавни работи, прави огромни трошоци дома. Плати се даваат, одржување на механизацијата, одлучивме да го продадеме. И знам дека на 19 април е отуѓено, е продадено тоа заради тоа што и сами себе се лажеме и кој ќе лажеме. Не може таа работа да биде така, така да продолжуваме со дејностите кои што немаат допирни точки со државата. Добро. Вие од богатството на Заеви што имате? Јас апсолутно имам тоа што мојот татко има и мојот брат. Еве, тоа е моето потесно семејство. Секој пат дома на капиталот и на парите сме гледале како алатка за работа. Јас мојот личен имот го имам пријавено во анкетниот лист и тоа колку имам ко собственост со татко ми, како заедница во која што живееме, вклучително и нивите во Муртино, куќата во која што живееме. Но тоа е, која погледнам имотната состојба, анкетниот лист, таму немате имот. Се на вашиот татко, имот на родители, банкарски депозити на сопругата, на децата, имате еден заем дадено, но тоа не е... Тоа е мојот имот, на мојата сопруга и на моите деца. Да, вие немате ништо. Веројатно ќе добијам пола од куќата, веројатно ќе добијам еден од двата стана на татко ми или станот кој што го има едно тако е утуѓен или слично, тоа се надевам. Фирмите реков на чија собственост се водат и тие во суштина се во таква, можете од централен регистар да проверите. Да. И тоа е така. Да, и не е пријавено ништо заради тоа што ништо немате. И сега прашањето е да објасните зошто ништо немате во собственост. Немате стан, немате кола, немате буквално ништо. Можете ли дали има некаков проблем? Нема проблем заради тоа што е начин на живот, како сме го организирале уште од времето на создавањето на тие фирми.
Најголем дел основата на фирмите е создадена 90-та, 91-та, 92-та година со самостојноста на Македонија. И тогаш чичко ми и татко ми и другите чичковци тргнаа во приватниот бизнис. И тогаш е создадено тоа. Фигурираше на татко ми и чичковците, како новите генерации растеа, така се пренесуваше на децата нивни. И затоа е ваква распределбата на собственоста во моментот на фирмите. Колите кои што ги имам јас како моја кола е во собственост на фирмата Total Engineering, чиј што собственик е брат ми. И апсолутно кога купува кола за себе, купува и за мене. Јас сум тука секој пат за сите. Но не фигурира ништо на ваше Не е мое, име. тоа не е мое. Не, Тоа е на фирмата да. Total Engineering, исто е на сопругата возилото. Добро. Куќата ни е поприлично голема. Јас живеам на спратот од куќата со 110 квадрати. Брат ми има спрат на куќата 110 квадрати. Мајка ми и татко ми живеат во приземјето на некои 780 квадрати. Имаме тавански соби каде што живеат децата. Детски соби се направени. Добро, но ништо И не го е, имам не тоа, е ваше. И тоа ми е доволно. Значи, татко ми го распределил која ќе биде за мене, која ќе биде за брат ми, каде живеат тие. Веројатно, тој што ќе ги гледа на стари години, во приземјето ќе го добие и приземјето при распределбата. Јас сум растаретен, веројатно сум живеал и сум растал така во такво семејство, во заедница. Приходите кои што ги остваруваме дома, апсолутно не се доволни за живот што е над просекот на живот во квалитет на граѓаните. Не, да, сега да ви кажам во што е дилемата. Вие велите секогаш дека сте бизнисмен, дека тоа се семејни фирми, никогаш не правите дистинкција. Значи велите ние, а не тие. Тоа е моето семејство, како Добро. да правам дистинкција? Јас се гордеам со моето семејство. Тоа мое семејство дава плати во Македонија. Плаќа даноци во Македонија. И сме транспарентни во нашата собственост. Еве ги кажам дури деталите. Знаете, дома имаме и снаи и зетовци. Тие не знам дали тоа им одговара или не, ничум позвани. Тоа се од први братучеди снаи и зетовци. Ама тоа е сега. Некој пат ме молат да се тргнам од таа политика, да си терат бизнисот заради тоа што имат реперкусии врз нив и не можат се да работат, но во секој случај мојата собственост е таа која што е дефинирана, јавно објавена. Собственоста на другите исто така транспарентна. Македонија е поприлично транспарентна држава и може да се види собственоста Знаете на секој. каде што не е јасно, каде почнува и каде завршува вашата улога. Еве која е улогата, вашата улога во семејните фирми? Има ли дефиниција на вашата улога? Значи јас немам време за сопругата и за децата, не па да водам фирмите. Немам време. Не, вашата улога во семејните фирми. Имате ли улога? Во семејните Па имате ли допринос? Јас бев главен комерцијален директор во конзорциум на сите овие фирми. Сега зборуваме сега. Сега немам време, ниту како градоначалник, ниту како председател на влада. Апсолутно јас немам време дури да ги дружам кога носат крупни одлуки, од им треба памет повеќе во размислувања, што да инвестираат, што да продадат, како да се за крупните одлуки. Времено кога бев градоначалник има време да поминам за време на викенд неколку саата кога се носат крупните одлуки и крупните прашања во форма на консултација. Сега буквално и немам време. Имам толку време колку да ги видам, немам време за вакви состаноци да присуствувам. Знаете која е ситуацијата, прилично е неизгодна заради тоа што постојано ве прозиваат за фирми во кои немате со кои немате врска и никаква улога. Така. Мене ми е јасно тоа. Зошто не направите дистинкција? Да се откажам од семејството. Не Боли од ова. семејството. Како да не направам? велите семејните фирми, да велите тоа се нивни фирми. Јас немам никаква врска со тоа. Велите јас- нашите машини. Ние ги сопревме нашите машини. Се договоривме со семејството околу Total Engineering. Значи, зошто се тоа е моето семејство? Доброволно се ставате да бидете цел мета на критики. Јас не сакам да правам Зошто? дистинкција заради тоа што собственоста на моите членови на семејството го чувствувам за свое. Јас кога сум се определил со политиката, сум дефинирал и заради судирни интереси, и заради законодавството во Македонија, да се дистанцирам од собственоста во самите фирми. И затоа е вака собственичката структура, каде што јас буквално не сум собственик. Но истовремено, ако кажам, тоа се нивните фирми, тоа е нивна собственост или слично, моето чувство е дека ќе си повредам братучедите, брат ми, семејството мое. Но сам си Секој создавате пат. стапица и замка Зошто? да бидете мета на критики кога велите семејните фирми. Немам А што вие да немате кријам. врска со Немам велите. што да кријам јас во Добро. тие фирми. Значи, ако кажам дека тоа е капитал на брат ми, на братучедот Трајче, на братучедот Бобан или другите братучеди,
што ќе ме направи помалку одговорен ако они нешто работат јавно. Нема да ме направи помалку одговорен. И ако не ме направи тоа помалку одговорен, зошто да го променам мојот став кога нешто го чувствувам како семејно? Како свое? Како семејно го чувствувам. И како свое? Не како моје, не е моје правно формално, не е Да. моје, не го чувствувам како моје, но како семејно да, го чувствувам. На мене ми е вредно семејството. И на кој начин учествувате во таа подалба на профитот? Не учествувам никако Воопшто. за тоа. Не учествувам. Профитот се дели согласно сопственоста, ама кај нас во Заеви профитот и не се дели заради тоа што се реинвестира секогаш. Платите кои што се добиваат, приходите од самите фирми се доволни да живееме толку колку што ни треба и за нас, за семејствата наши, за децата, за образованието и слично. Профитот обично се реинвестира во сите фирми, освен ако не се покрие некоја повеќе годишна загуба некогаш. Така да тие се правилата на менаџирање на фирмите во собственост на Заеви. Добро. Ние го снимавме Ариф Муса, тој е екс корупционер и ставот е, не само негов се разбира, разочарувачки е дека нема антикорупцијска институција. Се уште. Со оглед на тоа што печатот на оваа влада и победата на СДСМ и работењето на оваа влада се темели врз борбата против корупцијата. Така е, и во многу други регулаторни тела нема никакви промени до сега. Не се случиле, антикорупцијска е поразлично, ти си дадоа мнозинството таму оставки. И тоа направи притисок побрзо да се работи новото законско решение. Нашите намери околу сето она што е check and balances или контролори на власта се искрени. Целта е преку сите овие регулатори, преку сите овие супервизори на тоа што работи власта да поставиме експерти. Како? Со договор со опозицијата, по пат на јавен и транспарентен оглас, по пат на дебата јавноста да се искаже. Кога ќе биде пред тоа? нив. Штом законското решение биде подготвено, ние ќе го пуштиме во парламентот, согласно тоа законско решение треба да се постават новите корупционери или антикорупционери. Суштината е дека дел од процесот на прибе беа спомнувани check and balances, тие се контролните механизми. И време е да ги имплементираме. Тука е не само антикорупцијска, тука е антидискриминаторска. Тука е завод за ревизија кој што треба да има навистина експерти, неколку други тела кои што се во форма на супервизор или контрол. Кога ќе биде решението? Билите треба Јас очекувам овие месеци, го работат законското решение, дадов и информација на парламентот или на некој интервју беше, дека се надам дека до крајот на мај ќе биде веќе ставено во постапка процедура пред влада и пред парламентот. Добро, јас благодарам за интервју. Благодарам и на вас. Тоа беше се во ова издание на Проверено. Истражувачката репортерска лабораторија веќе работи на терен за следната емисија. Се гледаме следниот вторник во истиот термин.